Стварно ли сте непоткупливи, Амаре? Ме гледа во виклерот, без да трепне и вели апсолутно. Амаре, си дошол на подкаст поцрнет како да си бил во вилата на Апасиев во Грција. Не одам на апстрактни локации и не паѓам на кумановски провокации. Мециновиќ Амар, апсолутно искрен за се во подкастрување. Амаре, многу си поцрнет нешто. Да не беше во вилата на Апасиев за Великден? Во абстракции од вили не можам да видам, затоа овој викенд бев на планина, како и многу викенди претходни, веќе ми има фатено боја, а тоа е затоа што не бев спремен дека веќе на 21 април може да се поцрни и да се поцрвени на планина, така да од следниот викенд веќе и СП фактор мислам дека ќе се носи, така да од таму е потемнувањето сепак, за жал. Во некој планинарски дом така звучите вие левичарите. Во планинарски дом, Да. Во планинарски дом направен во социјализмот, заборавен, запуштен, оставен така, да само ние да го посетуваме така спорадично, ама без институционална грижа воопшто, да. И јас сум слична потен. Не е толку важно каде си бил за Великден. Поважно ми е да ми кажеш како си и да ми кажеш докаде е законот за легализација на дивоградби, кога веќе споменавме планинарски домови и викендици во Маврово и во другите места. Што се случува со тој закон за легализација на дивоградби? Последно што слушнав јас лично, и тоа од нашиот градоначалник Максим Димитриевски, е дека никако не може да се поттурка за да се обештетат сите оние кои не добиле се уште имотни листови од капиталистите кои во градежничката индустрија ли е, што ли е, мафија, почнаа нагло да градат без да им даваат соодветни имотни листови на граѓаните, нели, на станарите. Па последно што слушнав е дека не може тој закон да се потурка во парламентот, оти председателката најавила дека ќе стави вето. Вистина ли е тоа? Прво, сепак да го одговорам првичното прашање, дека сум супер, мило ми е што сум во вашиот подкаст прв пат, се надевам дека ќе имаме пријатен разговор и убеден сум за тоа. Во однос на дивоградбите, првично затоа што го спомнавте вашиот градоначалник, ние не го сваќаме многу сериозно, Максим Димитриевски. Не, тој вас. Да, па добро, мислам, сепак тој си ја исполни задачата која имаше да ја исполни, да влезе да му дозволи на ВМРО ДПМ нестабилно владење, кој ги прелажа СДСМовците дека ќе бил некое ново СДСМ, подобро СДСМ, како и да е. Тој едноставно си ја исполни задачата која имаше НСДП 2006, ако се сеќавате, тоа да биде рецидив на СДСМ кој ќе амортизира просто, да не се одгледат гласовите каде што не би требале, пример во антисистемска партија како Левица, така да тој овој мандат ќе си ја тера приказната со знам, но тука мислам дека ќе заврши таа приказна. Што се однесува до дивоградбите, ние како пратеници немаме добиено никакви информации дека некој таков материјал ќе пристигне воопшто во собранието, значи немаме никакви индиции. А од друга страна и тоа е проблематично реално за дивоградбите, затоа што никаде во светот не се легализираат дивоградби. Таа ако е дивоградба, таа не може да биде легализирана, но се поставува друго прашање, се поставува социјалното прашање, затоа што многу социјално загрозени семејства имаат дивоградби и тука проблематиката веќе станува повеќе слојна, затоа што Македонија е страшно класно стратифицирана држава, значи нашите најниски слоеви на вистина живеат еден незавиден живот во Македонија. И сега, например, ќе земам за пример, ова е исто во изборна единица 2, како нели Куманово, тоа е Шуто Ризари. Шуто Ризари е генерално сиромашна општина,
и таму има многу дивоградби. И заради стравот од рушење на тие дивоградби, таму политиката ги има инструментализирано дивоградбите како просто карта за пазарење. Така да малку е повеќе слојно прашањето и мислам дека ќе треба да се дискутира тековно, но нашата концепција е да кажеме дека генерално градежната индустрија или урбаната мафија, како сакате, е дојдена до едно ниво каде што веќе стварно влагаме во апсурд. Значи влагаме во Монти Пајтон од едно основно човеково право, ние како што го перцепираме како колективно право на домување за секој човек, во Македонија луѓе прават повеќе генерацијско богатство од концептот за домување. Така да во Македонија пред се мораме да согледаме дека политиката е во брак со урбаната мафија, партиите од естаблишментот се во брак со урбаната мафија и дека малку визионерски треба да се размислува, тоа е дека треба да се окрупнат капацитети за државно произведување на станови и се понатака, така да е малку е повеќе слојно. Се државно прашање. за вас, државно, ништо Апсолутно, приватно. Се апсолутно, државно. така е. Се од народот за народот. Од народот за народот. Аре, добар дан, дечки. Добар Водичка дан. може ли? Може апсолутно. Аре, злотенотка, мораш сам да земеш, Благодарам многу. што кад некоја будала нешто направи и држава ми келнери морamo. Сега морамо и јаница да носимо и против пожарни се с нас. Благодарам сепак за вода. Каде си ти? Ја од Скопје, од Чаир. Од Чаир. Поздрав. Се гледаме. Пријатно. И зошто ја разбрав дека си од Ѓорче Амар? Не сум од Грче, погрешна Чаир? информација. Да? Да, од Чаир сум јас. И тоа баш во тој дел што е во изборна единица 2, така да. Да, Да, добро, зошто на вас од Чаир, еве? да. Зошто на вас од Чаир, зошто на вас од Левица? За се ви се криви овие од СДСМ и ВМРО? И зошто овие од Движење Знам ве викаат популисти? Па вака, Што е тоа популизам? Мислам дека како и тие што не разбираат кога ќе ги наречете квислинзи, исто така не разбираат и што значи изборот популизам, односно зошто ве нарекуваат баш така. Значи, вака, првично, ние сме популисти, затоа што тоа и отворено го говориме, ние сме лева популистичка партија. Од нивните усни тоа доаѓа како навреда. Па затоа што така ги Абе, прецепираат маники, работите просто, така ги прецепираат работите, ама тоа е дискредитација во обид да се зацкријат зошто не се исправуваат пред задачите што народот им ги поставува. Например, за нив е популизам кога предложивме намалување на патните трошоци. Добро, зарем не ја гледаат фрустрацијата која постои меѓу народот? Зарем треба да бидеш генијалец да ја видиш таа фрустрација? Апсолутно тоа е популизам. Значи, го опипуваш пулсот на народот, го гледаш консензусот кој постои како став во народот и тоа пробуваш институционално да го пренесеш. Тоа е популизам, апсолутно, ама треба да се одговори на таа народна фрустрација и тие бегаат од тоа за да се зацкријат. Знаете како представуваат некоја слика дека они се толку озбилни државници, мора да носат некои тешки одлуки кои народот не ги разбира, кои мора да бидат стратешки и сите тие работи, а за тоа се крие нивниот гол приватен интерес. Еве, например, за нашите другари левичари од Знам, ние сме популисти, а они крваво се бореа да добијат трет директор на царина. Например, во Македонија има директор, заменик директор на царина и сега заради Знам нивната визија за државата, државничка, пошто се они не се популисти, требаше да се отвори трето место директорско за нивен кадар да се најде таму. Така да, за сето тоа, за сите тие напади се крие безидејност, затоа што, меѓу другото, пратениците на Знам се безгласна буква во собранието, ништо не прават просто, си ги гласаат законите кои им ги испорачуваат министрите на ВМРО ДПМН. Меѓу другото, иначе во законите се менува Република Македонија во Република Северна Македонија секаде. Вие најдобро сте запознаени во Куманово дека тука се појави, не знам, Лазар Колишевски во видот на Максим Димитриевски и се чукаше во гради дека тој ќе ги понесе асономските. Не се чукаше во гради, ударао се и он у грудима. Ударио се у грудима, баш така, да. Па добро, уствари, од таа школа е, од школата на Заев, нели? Леле, сега и јас ќе бидам популист покрај вас. Изгледа, тоа е опасна работа, да. Што си Популиста направи? бити не е лако.
И работата е што, значи, он е од таа мисловна школа заевистичка, да кажеме, и многу луѓе мислам дека забораваат дека тој беше дел од раководството на СДСМ кога Преспанскиот договор се носеше. Тогаш тој агитираше за Преспанскиот договор. Преспанскиот договор кој меѓу другото, покрај промената на името, стипулираше дека ние треба прогласот на АСНОМ да го тргнеме од уставот и тоа го направивме. И сега 5 години подоцна се појави таа цела приказна дека тие се, не знам, наследници на некои АСНОМски идеали, на некои такви работи, но мислам дека веќе е евидентно дека тоа беше една голема циркузијада и дека од тоа нема нешто многу. И за овој ли закон што сакате да го истуркате баш како левица за да не застаруваат делата во кривичниот законник за мито и за корупција, и за тоа ли ве нарекуваат популисти? Да, и кој најмногу? Апсолутно, па не нарекуваат владеачкото мнозинство, владеачката тројка, наша судбинска за овие 4 години ВМРО ДПМН влен вреди и знам, ама пак ќе ви кажам, значи тоа е се за да се зацкријат дека гураат ексклузивно криминален интерес. Мотивите се јасни, Амар, барем на мнозинството. Меѓутоа, не ми се допаѓа сепак со каква динамика ги присвојувате на некој начин симпатиите на народот, освен на младата популација, на која што вашиот лидер интелектуално стимулативно делува со својата реторика. Колку сте задоволни од динамиката на еве се ближат локални избори, сигурно имате стратегии. Ме интересира за другите, за ЗЕЛС ме интересира. За заедницата на единиците на локалната самоуправа, бидејќи и вие малку како централизирани, а Пасиев во Скопје крај. Да, добро, фер. Ја разбирам пораката. Нели? Не, ја разбирам пораката, ама тоа е сепак... Социјалните мрежи, да. Тие ви се некој тригер за потикнување, за мотивација, за привлеку, за атракција некоја на реториката на лидерот. Меѓутоа, суштински, кога доаѓаме до бројки, ама што вие сте левица, вие не доаѓате до бројки, вие сте социјала. Значи вака, вие не сте економски сектор, не сте во економскиот сектор, освен да критикувате дека некоја е мафија. Не сте во бизнис сектор. Значи тука има разлика, економската база и како не интересира. Значи вака, од првото прашање, во суштина, да, апсолутно динамиката за ширење ни е многу би рекол разиграна во однос на помладите демографски целини него ли постарите демографски групи, и тоа има зошто. Што е чудно, бидејќи ние плоштади си имаме на Маршал Тито се уште. Ама има логика зашто е така. Тоа е затоа што секогаш кога зборуваме со постарите, тие зборуваат, знаете, ние го памтиме социјализмот, како е да се расте во социјализмот и сите тие работи. Тоа што они не го знаат е како е да се расте во капитализам, а тоа младите го знаат. Знаат како е цела младост да ја поминеш во капитализам, да ги видиш сите недостатоци кои си ги преживеал во тоа растење, каде што не си имал пристап до јавни простори, си немал пристап до институциите за школување кои се поскапи како поминува времето. Значи едноставно пристапот до условите на младите е се повеќе ограничен и како одминува времето, тој се повеќе се стеснува. Така да, иако постарите генерации нели ги имаат, да кажеме, проживеано тие идеи на непосреден начин во својот живот, јас би рекол дека кај младите многу полесно поминува оваа идеја, затоа што младите имаат чиста изворна фрустрација со овој систем капиталистички, затоа што само него го знаат. Просто и спремни се за таа промена, додека кај постарите генерации има, мислам дека една анксиозност во врска со политичките реперкусии на такви шифтови кои може да се случуваат во економските односи, затоа што тие трауматично ги имаат доживеано 90-тите. Затоа што посебно, например, за луѓе, јас не можам да замислам, понекогаш размислувам, моите родители, например, се родени почеток на 60-ти, доцни 60-ти, тие луѓе имале 22-3 години кога се распаднала Југославија. И мене тоа ми е апсурдно, значи они поминуваат формативни години во еден систем кој има
задоволително ниво на квалитет на живот. Дури јас многу често го зборувам ова според Human Development Index, кој е доста окей, има многу варијабли кои се земаат во таа пресметка. Југославија била во топ 25 земји по квалитет на живот. И сега Македонија е на ниво на субсахарска Африка, што не го кажувам нели во расистички тон, туку едноставно дека кај нас има десено деградација на животните услови. И сега мислам дека на тие луѓе кои го имаат доживеано тоа во такви години каде што требале да го формираат животот, нели као све идело окей, биле на факс, и онда кога доаѓаш во еден момент каде што треба да создадеш семејство, работни прилики, да се пронајдеш како особа, да поставиш темели кои ќе ги следиш животно во следните 30 и 40 години, им се дешава крах на државата, им се дешава крах на економските прилики. Едноставно мислам дека постарите генерации се малку анксиозни за големи политички промени и некако инстинктивно велат дека можеби е подобро да се задржи статус квото. И мислам дека тоа е причината зашто многу повеќе продираме кај помладите генерации, затоа што помладите генерации се осеќаат како да немаат веќе што да изгубат едноставно. Тоа е еден дури парадокс за мене во овие години на кои што сум. Ти Амаре, многу си млад ти, да ги дури памтиш приказните, дури да си ги прочитал сите дела на Маркс и Енгелс, ме изненадуваш. Премногу си млад да ја перцепираш, да го перцепираш дури социјалистичкото минато од твоите родители. Но, што велите вие во Скопје, не и се. Не и се, баш. Друг е парадоксот за мене во скоро 50 годишна возраст. Дали мислиш и ти дека она по што се разликуваме, ајде да кажеме од нашите родители и од она страшна група на бејби бумери кои што го упропастија светот, по тоа што тие многу добро знаеле што е тоа да бидат тимски играчи. И парадоксот е во тоа што денешната младина колку и да се приклонува кон левичарските идеи, ан женерал, не само со партиска книжка на левица. Разбирам. Јас познавам луѓе кои донира за левица, бидејќи имавте таков отворен пристап на жиросметка, без да очекуваат нешто за возраст. Значи, зборуваме идеолошки сега. Ама тие од друга страна не се тимски играчи. Денешната младина ја отсликува нешто што се вика self-importance. Нешто што се вика индивидуалност, интегритет. Тие не се тимски играчи. Сега не можам да сватам како тие можат воопшто да имаат идеја да бидат левичари, барем во размислувањата, ако не во движењата, а да толку да се обседнати со самите себе си. На крајот на денот и Џорџ Карлин вели, во зборот team нема I. Нели? Да, апсолутно. Така. T-E-A-M. Нема I. Ама затоа I има во индивидуалност, интегритет. Апсолутно. И што друго? Кажи уште нешто на I, освен Ивана. Има, тие се индивидуалистичките концепти просто. Кои се тие индивидуалистички концепти во вашиот генерален концепт дека од народот за народот треба да биде? И како младите пристапуваат кон левица, знаејќи дека се како се вика self-importance на македонски? Самобитност. Самобендисани или самобитни? Не се самобитни, самобендисани. И самобендисани. Ама тоа е, уствари, и тука е и логиката, баш во таа контрадикција е логиката, затоа што прво, ние, како изминува времето, се повеќе ја примаме индивидуалистичката култура во нашиот светоглед. Тоа е факт. Значи, во изминатите 30 години, едноставно заради влијанијата од Западот, инаку тоа е, ако сакаме да бидеме доста прецизни, индивидуалистичката култура е генерално одлика на протестантската култура во Европа. Таа има еден однос на согледување на светот како да кажеме структура на односи кои се дефинираат генерално преку односот на човекот према Бог, ама само на таа релација. Тоа е таа протестантска гносеологија за работите, и таа протестантска гносеологија се
интегрира во либерализмот како концепт. Инаку либерализмот многу луѓе го сваќаат погрешно денеска затоа што се представува како прогресивен, знаеш, да си либерален, тоа значи дека си прогресивен, ама тоа не е така. Либерализмот значи ослободување од регулација, тоест да нема силна држава, тоест да бидат приватните интереси тие кои ќе бидат најбитни. Тоа е уствари либерализмот. Значи Либерализмот, само паметам дека го уби Малколм Икс. Да одиме на друга тема. Апсолутно, да одиме на друга тема. Така дека и младите, значи, кои имаат израснато во тој индивидуалистички свет, они го имаат восприемен, додека имаат растен. И го знаат тој светоглед просто. Но тој светоглед не одговара со материјалните околности во кои се наоѓаат. Значи, тие гледаат, да, индивидуализам, апсолутно, ама како повеќе задираат во индивидуализмот, се повеќе осеќаат оттуѓеност, например. Добро. И тука е многу... Сега веќе ја наоѓаш нишката. Да, тука е многу битниот момент. И сега таа оттуѓеност ги носи до когнитивна дисонанса. Не може да го помират идеалот за индивидуализам, дека тоа значи целосна слобода, но како го искусуваат, гледаат дека тој идеал ги носи едноставно кон оттуѓеност, ги носи кон разединување на нивната социјална интеракција со нивните врсници. Па затоа, например, денеска меѓу младите има хайлайт културата. Значи на Инстаграм се постираат најдобрите моменти, никој не постира бедни моменти, никој не постира моменти кога е во агонија, кога е во очај. И нормално и ти ќе постираш на планинарски дом, Апсолутно, те поцрнуеш. А нема дур се мачам да го искачам планинарскиот дом за дишање, тогаш не го постираш тоа кога пола екипа сака да се откаже да го вика Стојанче Ангелов да ги спасува на планина, ама кога ќе стигнеме на планинарски дом, тогаш се постираат сликите, апсолутно. И тоа... Да прашам нешто гости. Од Скопје кажа дека е. Од Скопје. Улегнал Куманово, како дојде, што примети прво нешто? Први 3 работи, например. Или 2, колку си примети? Први 3 работи. Значи... Можда су му затъмнети стаклена Ауди. Видимо, дали ќе каже сега хайлайт или бедни работи ќе каже. Што ми интересува? Гледаш, тоа е битното. Вака да сум на Инстаграм, ќе постирам некоја слика убава нормално од Куманови, тоа ќе биде тоа, ама сепак имам општествена улога како политичар и таа улога претпоставува дека треба да се посочуваат работите кои не се окей. И не ми е нормално прв пат да влезам у Куманово, стално исто да го приметувам. Куманово е втор најголем град во Македонија. И баш во Куманово може да се види целата слика за Македонија, затоа што нормално е главниот град да ја добива сета економска инјекција што се случува. Значи, внимание, тоа е на главниот град. Ама кога ќе влезеш во вториот најголем град и кога ќе видиш колку се разрушени едноставно условите, тогаш можеш да заклучиш во која состојба се наоѓа Македонија. Баш буквално по тој втор најголем нешто, конкретно окој физички нешто. Дека ви се семафорите разработени. Честитам. Чекај, немој сега у слабу тачку да не дираш. Значи за све може да правиме моја семафори. Семафорите дека се разработени, тоа го приметив, пошто 1-2 години мислам дека не ви работеа семафорите, така да тоа ме изненади. Стварно, сваког ден, у сваком погледу све више напредуваме, буквално. Морско пену видеа ли го е I love Куманово? Не му кажуваме тоа. Имате I love Куманово. Кажи ми едно работа што би го сменија, одма, сега да можеш градоначалникот. Фала. Градоначалникот. После ќе зборуваме за се друго. Во кога ќе се сватат суштинските проблеми во капитализмот, тогаш социјализмот природно си го наоѓа некако својот пат. Меѓутоа, сепак важи за еден редок, социоекономски поредок или систем, кој што, барем Ајнштајн, мислам дека рекол, уште пред да се развие, е осуден на пропаст. Зошто е осуден на пропаст? Красни виклери дома си носеа жените, во куќни хаљини, си имаше ручек во недела. Индивидуалистичкиот пристап беше остави телефонот, магаре и да земеш книга да учиш. Зошто е утописки? Апсолутно не е утописки. Апсолутно не е утописки, туку тоа е процес. Зошто перцепцијата е утописка? Затоа што капитализмот, мислам дека многу одамна го има сватено трикот, дека ама тоа е буквално нацистичката логика. Значи, работата е оптика. Се е оптика, просто. Како
ќе се представиш. Мене ми е бизарно кога ми прават муабет луѓе од социјализмот као фармерки, Кока-кола, ова она, и sad значи збориме за продуктите на капитализмот, фармерки и Кока-кола, а продуктите на социјализмот се бесплатно здравство и школство. Ама едноставно бесплатното здравство и школство не е хайлайт култура, тоа е базична култура и таа базична култура е многу потешко да се продаде едноставно, ама индивидуални елементи, индивидуални продукти кои можат после да символизираат, и тоа е трикот на капитализмот, затоа што капитализмот прво сите им дава еден привид дека иако се дел од работничката класа, ако доволно ги прифатат вредностите на владеачката класа и ако бидат доволно ѓубриња према нивните сограѓани околу нив, дека и они еден ден ќе можат да влезат во таа владеачка класа. Значи ти вика, купи го овој продукт затоа што овој продукт е символ на класно издигнување. Овој продукт ќе те издвои од масава, овој продукт ќе сигнализира дека не си баш најобичен. И тоа е просто игра на тие најниски страсти. И најниските страсти ги представува како највисоки вредности. А најниските страсти никогаш не може да бидат највисоки вредности, а сето тоа се крие зад една природа на капитализмот, тоа е дека тој е цикличен, дека влага во неизбежни кризи. И тоа мислам дека ни е јасно, не знам како да ви кажам, 2008 беше најголемата финансиска криза, никош нема се повтори, што се дешава се. Значи, циклично, буквално на 15 години се дешава крах на системот. Маркс инаку тоа го аргументира дека владеачката класа генерално, например, зошто невработеноста не е проблем во капитализмот? Затоа што невработеноста е тајната армија на трудот, која уствари нивното присуство ги намалува платите на оние кои работат, затоа што оние кои работат може да бидат заменети со таа тајна армија на трудот. И нормално Чути си и да немаш осигурување, некој плаче за оваа работа. Апсолутно, тоа е работата. Значи, ни продава символи на статус и не става во круг на бркање на символи на статус, не ни дозволува да си ја видиме реалност. А таа реалност е едноставно дека сме работничка класа. Иначе многу интересно за зборот работничка класа. Многу луѓе денеска го сваќаат како навреда. Например, не знам, уметниците кои не би рекол дека се, не знам, фабрички работници, или например дури програмерите кои се високо платена работничка класа, ама тие си понатаму работничка класа затоа што дали си работничка класа или си владеачка класа зависи од твојот однос према средствата за производство. Значи ти ако добиваш плата овој месец и треба да добиеш следен месец, ти не си владеачка класа, ти си едноставно ти го најмуваш својот труд. А програмерите, например, имаат високи класи, високи плати, затоа што кај нив нивото на експлоатација е уште поголемо. Они произведуваат уште поголем вишок на вредност за своите газди. Еве ќе ви дадам пример. Јас имам другари програмери кои земаат, например, плата негде околу 2000 евра, значи тоа се сениор програмери и сите тие работи. А сепак се навредуваат кога некој ги каже blue collar guy. Exactly. Се blue collar, апсолутно, затоа што он, например, добил список, неговата фирма го изнајмува него како програмер на проект. Значи друга фирма доаѓа и го купува него за тој временски период, потпишува договор со неговата матична фирма која му дава основна плата. Мене има кажано дека неговата фирма во еден ден од месецот ја добива неговата плата. А останатите сите работни денови се плюс просто за газдата. Значи повеќе работа и сега ќе дојдеме на главно. Кој му е крив кад не е у движење? Знам да си биде треќ директор на царину. Exactly. И нема што да размислуваш, ни да се дефинираш работничка класа. Па за газду, па за мене, па на пола осигуран, па не осигуран. Трет директор ќе отворат и четврт директор ако треба. Па не треба. да Боже нешто да се деси, па инспекција, па инспекција, ванредна инспекција. Па да се види од кт што, па има ли дозвол, па нема ли, па зашто нема, па зашто некој не му го е даја или зашто некој му го е даја. Меѓутоа, не се за се криви демократите во овој свет. Да се присетиме на Теодор Рузвелт, кој што по чиј модел се уште се работи Medicare.
Дури имало и некој левичар во Милвоки во 1916 година, кој што 20 години бил избран за гувернер, представувам. Нели, to govern. Добро, да. Веројатно гувернер, 20 години. Он бил blue collar, да не речем левичар, кој што не се срамел да каже дека бил, да речеме, beekeeper. Ама толку многу добро произведувал мед, што му дале шанса да биде, ама користил и он демократски начини. Например, го развил автобускиот систем или оние како се вика green homes, колективно домување на американците, знаете. Она што ме колективно ви се допаѓа тој збор, сигурно, нели? Апсолутно. По дефолт. По дефолт. И што уште рековме Medicare на Рузвелт, па не се за се лоши демократи. Сега не знам за социјалдемократите. Тоа се концесии. Социјалдемократите се лоши. Тоа се концесии. Ама демократите, еве овој, мислам дека се викаше Хоун, и направил чудо. Дури кога била Америка во депресија, во годините на депресија, големата депресија, тој успел Милвоки да биде супер левичарска држава. Да, фер. Ама тоа е целата поинта. Значи има примери. Концесии. Значи не сте толку лоши. Ама тоа се се концесии. Тоа се се концесии кои владеачката класа ги дава за да купи социјален мир. Значи 8-часовното работно време е дадено во период каде што има толкав социјален немир и толкав набој на социјалистичките движења, што владеачката класа дава концесии за да го амортизира тој социјален немир. Значи 8-часовното работно време е резултат на притисокот на социјалистичката идеологија врз тие општества, затоа што се подсетиме во 20-тите и во 30-тите капиталистичките општества се на раб на страшни промени. Значи во Шпанија легитимна социјалистичка република се формира, која после фашистот Франко ја освоила преку војна со поддршка од нацистичка Германија и со поддршка од другите западноевропски земји. Па после во тој период имаме Франција, па Италија која после Втора светска војна победуваат комунистите. Иначе во Сан Марино има комунистичка власт после Втора светска војна. Тоа е многу интересен податок. Да, комунистичка власт. Толку млада, толку да ги знаеш овие податоци. Победиле, просто победиле. И се спремил. Да, сум се спремил за денеска. Спремил за денеска. И тоа е се концесија просто. Па концесија е, ама зошто се откажа од концесијата социјално-економска просоцијалистичка во нордиските земји? Се откажа? Како мислиш се откажа? Па, мислам, не се пропагираат веќе како социјалисти. Социјалната економија, да, и тоа е главното прашање, мислам дека е главната дилема, барем на луѓе што читаат, зборувам сега за популацијата помеѓу 25 и 45 години, па велиме нешто фатиле, барем од зборување од нивните дома. Удрија на социјалната економија, бидејќи лично сметам дека социјализмот и левичарството во Европа сега зборуваме, стрикно во нордиските земји, не понуди материјален концепт. Понуди повеќе социјален концепт. Социјалното, како што рече пред малку и самиот, го искористија за амортизација оние што беа на власт. Апсолутно. Значи, само некој ви искористува за добри идеи, за социјалната политика, за оно што зборуваше извршниот продуцент. Како е било по културно-уметничким друштвима. За културната политика и за социјалата зборуваме. За материјалниот концепт, за овие со self-importance, денешниве, не можете, ако не му понудите да биде IT со 2000 евра плата, и еден ден да има сад како Мицкоски од не знам колку илјади евра, тоа што се збори по медиуми, како да не можете младите да ги мотивирате? Па тоа е продукт, ајде сега затоа што влеговме многу во теорија. Тоа е продукт на концептот на Ти дојде у Куманово од Чаир во изборна единица најголема да навлегуваме во теорија. Апсолутно нормално. Бидејќи практично ништо, амаре, во Куманово може да се заврши. Дали ми веруваш? Куманово ништо, така.
Па чудно, затоа што го имате најдобриот Дај пракса. градоначалник во Македонија, не Дај знам. пракса, остај иронија, дај пракса. Ајде, нешто од таа Вака. социјална економија. Значи вака, Како да ги да го поставиме, Под прашање е цело време будалче, како да го победимо Максу? значи вака, ајде да се баш добро го вакво наведовме муабетот. Некогаш многу идеме во абстракции и посебно на социјалистичките Дури несватливи. партии, дури и несватливи, им се наметнува. Кој знае што е квислинг, бе брат? Така е, така е. Тако е ли? Исто би му кажала и лидер да ви дојде. Ама добро, мораме ние обштествено ангажираните Сето, се да убаво имаме и звучи. еманципаторска улога. Апсолутно, Значи, да. тоа е поентата, тоа е Ама одговорноста. ние не сме еманципирани. Тоа е веќе прашање, да, кој подлабоко задира малку. Но, не е се, како што велиме ние скопјаните. Целата поента е, значи, никој не вели. Тоа е тој проблемот. Никој не е овде. Социјалната утопија е одлика на тинејџери. Никој што озбилно го разбира левичарскиот концепт и политиката левичарска не негира дека во општеството цело време се создаваат контрадикции. Тие ќе се создаваат и по воспоставување на тие економско-политички односи, и по, не знам, таа следна реформа која ќе ја донесеш. Значи, природно е, тоа е едноставно универзално правило, тоа е диалектиката на нештата, дека нештата се пододираат, создаваат тензии и така натаму. Сега, да се фокусираме на нашиот двор. Што ни е битно? Битно ни е да сватиме дека преку колективизација на клучните елементи во нашата економија, како што е електродистрибуцијата, како што е нафтоводот, гасоводот на Македонија, како што се клучните индустрии како градежната индустрија. Таму каде што треба да се дадат резултати на основни човекови услови, тие треба да бидат во собственост на државата. Првично зошто? Затоа што така ќе има и политичка одговорност за лошо управување. Ние менуваме власти, ни доаѓа и Заев, и Мицковски, пред него Груевски, а економската елита цело време останува иста. Во целиот тој период, тие луѓе кои диктираат економски текови, тие се истите. И ние тоа го имаме прифатено. А тие имаат можеби и помоќна позиција од политичката позиција, тоа е економската позиција која имаат. Тоа е почнувајќи од Бранко Азевски, председателот на стопанските комори. Сите власти се сменија, Бранко Азевски остана ист. Мак Петрол е ист газдата. ЕВН е странски капитал кој не се менува како ќе дојде власта. Ама и Дзинго да беше жив, ке беше уште во парламент. Апсолутно, најверојатно ќе беше, па Социјалистичка партија на Македонија е и понатаму во парламент. А инаку мислам дека го имаат сгрешено името, ама не се. Работата е што ние требаме да сватиме. Ние требаме да сватиме дека основните услови за живот не смеат да бидат повик за профит. Крај. Значи мораме да ставиме некои граници. Ние едноставно играме тенис без мрежа. Ајде да ја ставиме мрежата, а таа мрежа да биде дека луѓе ќе играме политика, но задоволувајќи ги основните човекови потреби како права, а не како можности за профитирање. И тука е целата левичарска логика. Значи ние велиме, луксузот треба да биде скап, треба да биде и поскап од ова што е. Затоа што тоа е луксуз, затоа што тоа е секундарна, терциерна потреба, нели пирамидата на Маслов според потребите. Тоа е таму негде, само реализација. Но во основните постулати на концептот за достоинствен живот е домувањето, е пристапот до квалитетно здравство. На луѓе, мислам, дури е језиво, на луѓе им пукаат аорти, човече во Македонија и нема кој да ги прими, тие умираат и тоа не треба да ни биде дискурс. Апсолутно треба да ни биде дискурс. Треба да ни биде дискурс дека некој во Македонија структурално го уништува јавното здравство на сметка на приватното здравство. За тоа треба да разговараме. Како може ние да дозволиме здравието да биде мотив за профит? Со кого би разговарале вие од левица? Ако ви се исти и СДСМ и ВМРО, и ако се повеќе по социјалните мрежи, што сте му се толку замериле на Божидар Божиновски, па ви го вика, па си е в джепно Хитлерче? Секој ден објави. Не го следам. Не го следите? Што толку, не знам,
пропаганда. Медиуми. Па, тоа е работата. Знаеш ли, кој е најголемиот доказ за левица дека What the антисистемска fuck? партија? Ништо не ми е јасно. Значи, да не ве викаат, да не ви следат пресконференции, да не... Јас денеска имав пресконференција во Собранието на Република Македонија. Јас во изборна единица 2 луѓето ми имаат доделено мандат. Значи, тоа се илјадници гласови кои мене ми имаат доверено мандат. Јас имам право тие луѓе да ги представувам и тие идеи кои јас ги артикулирам да се вратат во јавноста, така? Јас денеска имав пресконференција, речеш си секој понеделник имам пресконференција во Собранието. Кој е фидбек? Само Мија ми беше на пресконференција. Значи некогаш да не лажам, значи има некогаш Добро, се вие- појавуваат спорадично некои телевизии, главните телевизии никогаш. Имам една гениална работа. Јас излагам на пресконференција пред МТВ, пред недела и пол дена, да го прашам програмскиот совет, иначе програмски совет го бира Собранието, па програмскиот совет после бира генерален директор надзорен одбор, да не влагам сега у филозофии. Тој програмски совет е во ист мандат 11 години, а 14 години е ист генерален директор во МТВ. Значи фараони, буквално, како мандатот Господ има добиено просто за тие позиции. И сега, кога влезе Собранието... Мала кратка паралела со РТС, ова што сега се случува, на исто ниво би биле кога тука би биле протести пумпај? Па, не сум баш Не можеме- искрено, не е баш истата абе, знаете како, тоа се некои луѓе бизнисмени таму просто, кои имаат сделки со политичките партии, иначе на страшни нивоа е злоупотреба на јавниот сервис во Македонија. Ќе навлеземе во тоа, ама не се. Јас држам Доста со не се. не се. Да. Значи, јас држам пресконференција. 10 минути зборувам дека потенцијално го имаат прекршено законот, имаат дадено конкурс за надзорен одбор, а нема дадено конкурс за генерален директор, зошто тоа го прават, дали е тоа да се зацкријат сделки, ова, она. И завршува пресконференцијата, 4 сати подоцна излага прилог на МТВ и јас во прилогот ги фалам. Тоа е над Гебелс. Не знам како да ви објаснам. Значи, излагаш негативен прес држиш пред Сечено, лепено, монтирано? сечено, лепено. Значи, јас седам кај нив пред зграда и ги критикувам. Каква идеја ми И они даваш? после ми го презентираат прилогот како позитивно да зборувам за нив. Замисли јас да направам у подкастрување како го хвалоспеви даваш за Максим. Exactly. Ке ти- Тоа е окей. Јошен пута кога го употребиш неисе, ке ти го направите. Фер. Мада Фер. може еден рил за проба, Може да видите рил. како за понатаму. Не е Леле. лоша идеја. Дечки, фали ли нешто, треба ли нешто? Фали ни да идемо на планинарење на некое подобро место. Јас сум по реки повише. Сад некој подобар, поскупо И да ја имам бе. само скриен добро. Ама како бе реки вие за гадија и крива река овде. И сега ќе јадеме контаминирана храна. Така е. Па не се ни храневме нешто од крива река ние. Не се храневме нешто квалитетно. Не јадеме увозно. Не. Имам едно прашање, може да го прашам. Горе ги интересира луѓе. Интерпелација за министра за внатрешни, дали е поднесена непрату? Кажете дека ќе се Поднесена? поднесе или веќе е поднесена? Веќе е поднесена и сега има рок каде што тој треба да даде одговор по таа интерпелација. Нема да го даде одговорот, како што и претходно е навиката на министрите од владачката коалиција и мислам дека ќе биде негде интерпелацијата, мислам дека после денот на победата над фашизмот. Значи негде после 10-11 мај ќе има седмица. Мој впечаток е дека таа интерпелација доаѓа, таа потреба за интерпелација доаѓа по настаните во Апсолутно. Имаше некои настани сега многу набрзо во култура, каде што Зоран Љутков за еден ден, мислам дека го сруши рекордот во Милко Мановга, тоа викамо шљапање. Па ќе има ли интерпелација за Зоран Љутков? А нели вие нешто се среќаваше со глумци во Куманово Зоран Љутков? Оне за глумците, мислам. Да. Со Максу најверојатно. Не бе, со нас се сретнува пред избори. Со глумците, така? Писмо, да, бе, с глумци. Писмо кафе. И Знаеш ли сега? како го исписмо? Горко. Многу горко. И сега Треба ве сте остави стигнете без... да му направите још одма, ама И сега ве остави без плата Да. за Великденски Ама имамо празници. јајца и оште.
Да знае. Па само тоа и остана. Да. Апсолутно само и тоа остана. Значи ништо не би требало дека. Интерпелација Па нешто да... Ќе кажа ја на вие горе дека ќе правите интерпелација, да ќе не се разгледаме, бунтувате, да не ќе се разгледаме, бунтувате. апсолутно. Што беше 700? Муабетот? Што беше? Не, јас знам што беше муабет, ама што беше фора со 700 евра квадрат за подрумски ваши канцеларии? Што беше за... Фората беше дека ВМРО ДПМН бара влакново јајце, просто. Значи ние после 8-9 години постоење ги обезбедивме нашите први простории партиски. До сега имавме, просто бевме под кирија. Имавме, например, канцеларија прес-центар, кај што никој не доаѓаше да ни ги снима пресовите, и таа беше под кирија. Па имавме канцеларија како централна канцеларија, каде што имаа состаноци различните нивоа на раководство. Па после имавме една канцеларија за младинците. И сега тоа се све распрскани канцеларии за кои нормално се даваат месечно кири. Едноставно после 8-9 години проценивме дека е време, затоа што и растеме просто, и тоа е евидентно, и време е да ги централизираме сите тие процеси во една просторија, и дојдовме до гениалната идеја да земеме хипотекарен кредит. И го земавме хипотекарниот кредит. Со тој хипотекарен кредит, нормално за гледачите мислам дека јасно, пошто сите се под кредити, што значи хипотекарен кредит, дека тоа е нормално во собственост на банката се до исплаќање на колку кредитот. години е тоа? За години не знам. За години не знам, да не се излетам, Чисто се преслушувам дали до тогаш ќе постои левица за да го исплатите. Па ние треба да го исплаќаме за вас. Има интересен податок во врска со тоа. Идните генерации ќе го исплаќаат. Идните генерации ќе го исплаќаат подрумот на левица. Значи, ние имаме во статутот една работа дека при распаѓање на партијата, сиот имот со кој располага партијата ќе оди во добротворни цели, додека инаку чисто за контраст, ВМРО ДПМН во статутот вели дека сите нивни имоти ќе отидат во собственост на Македонската православна црква. Тоа се едноставно некои паралели, не навлагам во суштината, но ние предвидуваме дека при таква ситуација тие простори ќе отидат во добротворни цели. Сега, доаѓаме кај ВМРО ДПМН. Знаете ли дека ВМРО ДПМН има под собственост шуми во Македонија? Шуми. Шуми. Делови од шуми се во собствено, затоа ако идам по планини морам да пазам кај одам, да не залутам во некоја ВМРО-вска шума. Вие требаше да бидете по шумама и горама, не они. Не, они се шумите и буките. Значи, слушам, да, има и кај нив некоја логика. Значи, тоа е целата поента. Значи, ВМРО ДПМН, цела држава знае дека нивниот имот е криминално стекнат. Значи тоа е консензус, белата прво. Ама не се они од овие сега, не се од оние. Ич не се увладава. Како и овие сега со Филипче не се од оние. Така и ова е Максо не е тој Максо што беше со заем. Никој не, па сите. Ама ова е како ние поминуваме Кавкаевски е, сите во метаморфози. Таман да не метаморфозни се ова фази. Да, ова е интересно е. Да, интересно е, али е за жал само се еден мираж. Подзади сите тие метаморфози е истото расипано јадро, истото некрозно ткиво кое се шири просто. Тоа Добре, на вистина ли сте непоткупливи? Апсолутно, затоа што првично не доаѓаме од политички династии и тоа е првата работа, која е предуслов за сите тие работи. Нема тоа овие удбаши. Татко му бил полицаец, сега и он полицаец. Е страшно, човече, значи немате такви структури, нели? А кај пратениците на пример од ВМРО и СДСМ, тоа е страшно, не знам уште прадедо му бил пратеник таму во некои времења заборавени, и тоа е првиот предуслов. Значи прво ние не сме дел од политички династии, и второ, иако после ни вадеа некои смешни работи вакво, ние стварно доаѓаме од пониските социјални слоеви. Значи така имаме растено. Едноставно раководството, пратениците на левици имаат растено во тој контекст. Имаат растено во контекст на семејства или на стечајци, или семејство со една плата, или семејство со физички работници. Тоа ни едноставно и мислам дека е продукт на светоглед просто. Продукт на светоглед, и затоа се надоврзува тоа со неподмитливи. Светоглед. Колку убав збор.
Апсолутно, светоглед. Да. А не разговараме доволно за светогледот, затоа што кога би се разговарало за светогледот, тогаш би сватиле колку се безидејни оние кои ни се представуваат како авторитети во нашето општество, колку се само буквално имаат ставови за ситуација, не за еден поопширен концепт. И само затоа што сме баш се за ситуација. Да, само ситуации. Само Значи, максималната логика е тромесечие, пошто фирмите им работат на тромесечие и тука мораат да се потрудат да гледаат во тромесечие, ама тука завршува се. Триместри. Триместри, толку. Зошто избегнуваш да кажеш дали МТВ би било во иста ситуација како исто би се однесувале како РТС во ова што сега се случува во Па не го разбрав прашањето конкретно затоа. Значи, дали МТВ е јавен сервис прототип на РТС во моментов? Абе МТВ Дали кога би се случиле протести од таков размер, МТВ би се однесувале исто? па во однос Со на се тоа информативната редакција. Па еве го одговорот, Или јас на излагам чело. на пресконференција и ги критикувам и они го спинуваат како да ги фалам. Тука лежи одговорот. Да, ма ти не си водач на овие- протести, ти си еден од водачите ти си на врвот на врхушката на левица. Ама Различно е. Ама Значи- не е различно. Значи јавниот сервис Различно едноставно е затоа што твојата пресконференција не е суштински дотолку била важна за некој амандман, да речеме, Аха. денеска, бидејќи тоа, ако не се случило денес, ќе се случи утре на социјалните мрежи. На тебе и на вас не ви е нужно потребен МТВ како јавен сервис да ви ги пренесува во целост потребен ми е како изјавите. граѓанин ми е потребен. Тука лежи зајакот, затоа што тоа не е приватна телевизија. МТВ и јавниот сервис генерално е замислен за да може да прави размена на информации кои се од јавен интерес и политичка партија една е дел од јавниот интерес. Сакале или не ќе ние тоа да го признаеме. Значи МТВ ако во вакви услови се понаша, јас инаку не го памтам тоа експлицитно, ама после погледнав дека иако контекстот е многу сега матен во врска со целиот тој период, ама кога се објавуваа бомбите, дека Стојанче Ангелов тогаш организираше протест пред МТВ, затоа што МТВ не ги објавува, не информира воопшто дека тоа се случува. Така да поентата со МТВ не само што е тоа цензорски сервис, затоа што натака идеме со муабетот. МТВ е златна кокошка за криминала, што е проблематично. Ај вака да ги поставиме работите. 80% од програмата на јавниот сервис, на нашиот народен јавен сервис, е во копродукција. Што значи тоа? Пример, имаме една емисија. МТВ обезбедува простори. МТВ обезбедува светло, камери, водител, вода, воздух, значи све е на МТВ. Дипломиран келнер. Значи све е на МТВ. Добро. Ама продуктот е на продукција, која не е МТВ. Добро. И сега таа продукција доаѓа и му вика на МТВ, кој го снимил тоа, му вика: "Слушај, имам еден добар продукт, ама добар е и скап. Сакаш ли да го емитуваш?" И МТВ вика: "Сакам да го емитувам, еве ти пари." Значи, ако МТВ има капацитет тоа да го произведе, зошто им е потребна копродукција? Според мои информации, Метео, програмата на МТВ е во копродукција. Тоа се значи страшно е. Тоа се шеми за пумпање пари. Буџетот на јавниот сервис се испумпува на секој можен начин во приватни сделки. И не само преку копродукции, има некои индикации за опрема дека се набавува преку МТВ, па после се дава на копродукции, па после МТВ ја изнајмува таа истата опрема. Да, знам, ама многу е тешко, Амар, да се... Тоа е приватен интерес врз јавен интерес. Но, суштината, поентата ми е дека Сизифова работа е ова да се предочи на нашето население, кое што патем речено не ни гледа македонска телевизија. Апсолутно. И тука е улогата на популизмот. Тогаш доаѓаме до тоа, те враќам цело време, ние сме популарни по кружни текови во Те вртам во круг цело време, а не си ни свесен. Се враќаме пак кон self-importance. На еден,
23 годишен човек, македонец, значи граѓанин на Република Македонија, како што милувате да го прескокнете атрибутот северна. Воопшто не е ни атрибут, туку додавка, представка. А не му е гајле, ни баба му веќе не гледам МТВ. Да, апсолутно, апсолутно. И тој, ако вас ве фати на прес или на рил, на Фејсбук, тоа е се што му треба. Но во која мера ќе му се промени перцепцијата е многу блиску до сатиричниот пристап на Карлин, како викаше, луѓето само веруваат во чуда. А како може некој да верува во чудо, да верува во некоја ангелска непозната појава на небото, а кога ќе му кажеш дека е фарба на клупата, тој не ви верува, него мора да ја мора пипне. да ја пипне за да. Значи, како го правите тоа? Вие сте магионичари во левица. Да допрете до некој да му кажете дека се случило чудо пред МТВ. Хамар Мециновиќ одржал пресконференција. Не, апсолутно разбирам, ама тоа е моментот со популизмот. Затоа ние го користиме популизмот за комуникација, затоа што во целата таа какафонија од информации кои може да се предочат, како не функционира, не знам. Кој ви е филтер? Кој ви ги прави филтрите во левица? Што ќе оди, што нема да оди? Знаеш, слично е како со некоја телевизиска емисија, не во МТВ. Не во копродукција. Не во копродукција. Во собствена продукција. Да, знаеш, седимо со Смиру и викамо, и сега ќе дојде Амар и ќе му ставимо петократ пуна јајци. Ама пошто не му ја да цртам, ќе му дадемо на njega да направи српи чекан. Српи чекан? Да, и да си го земе јајце, ако сака. Со задоволство. Значи, кој ви го прави тој филтер? Што, дали да се донесе јајце или да се донесе маршал наш, омилен? Филтерот го прави одреден сектор. Значи, ние сме структура. А инаку многу интересно што политичка партија генерално функционира како и секој, да кажам, крупен ентитет во општеството. Таа функционира како фирма, ама има различни цели. Фирмата сака да создаде профит. Тоа ми е јасно. Политичка партија сака да дојде до власт или да остане на власт. Значи, тоа е модусот операнди. Ама во целата таа структура има секторска поделеност и хиерархија. И онда Мора да едноставно има професионалци за пиар, има професионалци за стратегии за пиар, значи не само реактивен пиар, туку и долгорочен пиар, и едноставно ги почитуваме структурите на самата партија, ама интересно е што баш затоа што немаме пристап до традиционални форми на комуникација со народот, мислам дека тоа не прави многу покреативни. Стварно не прави многу покреативни во пристапот на тие работи. Мислам дека сме многу поекспериментални, затоа што кажавте филтер, многу помалце го користиме филтерот реално. Значи стварно влегуваме во некои експериментални полиња, ама сепак се држиме до пораката која сакаме да ја пратиме. И пак ќе кажам, тука е улогата на популизмот. Популизмот треба од време на време да ги комуницира работите кои народот ги гледа, за меѓу другото народот да се политизира, тоест да се електризира. Кажа му дека Максо га викаја популист дека е, и он сега цело време како да ми се правда, не сум. Што објаснува ми цело време што е популизм. Сака да се докаже како поголем популист од Максо. Муж со смуке. Што знае он за популизам? Слушај да ти кажам. Слушај, ја да ти кажам. Да, ја да ти кажам. Спомнага за партија, другаре, па да те прашам. Како се напредува во едно партија? Не во едно, у левицу. И дали истин начин на напредување, да кажеме, на членови внутре, како у други партии? Например, може ли да... Па не би знаел како. Може, имам ја подпрашање. Еве пластичен пример, може? Например, јас сега имам подкаст. Како ја да се учланам у левицу и да биду краљица на подкасти? Краљица на подкасти. Не може краљица у левицу. Не може краљица. Може комесар за подкасти. Да, ке дојде у збору, да. Комесар. Комесар за подкасти. Ама за сви подкасти. Кога ќе ги колективизираме сите подкасти, инаку да не ме свати јавноста погрешно. Значи стварно
морам ова да го кажам, значи ние збориме за национализација збориме за национализација само на клучните сектори. Значи никој Нормално. не зборува за национализација, експроприација на мали бизниси, на фирми, на такви работи, тоа не. Значи збориме за клучни елементи. Тоа е гасовод, нафтовод, електродистрибуција, просто клучните елементи кои имаат мок да ја дестабилизираат економијата ако сакаат. Просто во некоја таква форма. Нема да ви го зему подкаст ако дојдемо на власт. нема. Само ќе ти ставимо петокраку. И еднаш неделно еден продуцент наш да види што правите, да. Ама така и сега функционира со медиумите. За експроприација збореше само да не заминеме на друга тема. Пред некоја епизода ни гостуваше Филип Филиповски, тој е председател на директор на водостопанство. АД Водостопанство Македонија. Го прашав за малку српот е изместен, ама сече. Апсолутно сече. Каде нас околу Чекам толку да е го све продолжиме изместено сечивото, што нема никаде. да засече подобро. Со И му го него? поставив прашањето, така најлегитимен за такво прашање, што ќе се случи, дали ќе се случува во Македонија давање на водата на корпорации. Затоа што гледам дека тоа светски тренд, така Нестле во арапските земји не продава чоколадо, туку продава вода. вода, да. Кој е вашето мислење како партија за тоа? Страшно е, значи тоа е Тој го избегна одговорот многу. Не, значи страшно е. Тоа се тенденции на приватизирање до недоглед. И едноставно не смееме тоа да го дозволиме. И тоа стварно треба да го сватиме како обврска наша. Не смее да се дозволи приватизација на колективни добра. Имам чувство Посебно како вода. како намерно да ги Иначе упропастија. мене не би ме изненадило. Јас наискрено ти кажувам, значи не го кажувам ова за камера, мене ме изненади изјавата на Зоран Ѓутков за приватизација на културно наследство. Значи не очекувам. Верувај дека и Зоран Љутков утредента бил изненаден. Ама не ми е јасно, значи ја не може, мислев дека постои некоја граница која не може да се надмине и ја надминаа границата со културното наследство. Затоа не би ме изненадило и да одат и на приватизација на такви добра како вода, како такви. Има некој шаблон што јас го гледам сега, може го вадам многу од претенциозно. Се претходно што беше државно и добро се уништуваше за да се продаде. Така е, Пошто зашто? Така е. Се не прашувам и случајно за водата. Веднаш ќе донесем уште едно. Кога сме веќе кај водата. Да, сега како намерно да ги загадуваме водите, за да кажеме утре ние не можеме, еве нека ги земе некој друг. Како еден ист шаблон 30 години. Ама така се случува, апсолутно така се случува. Еве, например, интересна работа. Со поштата. Поштата, например, наменски се уништува за да се каже дека државата не управува добро, мора да има приватна пошта. Пример, во пошта нема скенери за пратки доволно и сега не дај Боже може да се праќа оружје по делови по пратки. Значи до таму отиде на работата, а не дека не може да се набави. Абе луѓе има пари во државата, само се одливаат на непродуктивни и на копродукција, аутсорсинг, значи тоа е работата. И на Save the Planet. И намерно се оставаат државните институции да пропаѓаат за да се оправда нивната приватизација. Додека имаме Тоа е 50 логиката. приватни пошти во државата кои функционираат. А иначе интересно за поштите, поштата како концепт идеше во замирање, ама од кога се деси овој бум со интернет нарачки, сега поштата е пак многу разработена Веќе работа. 10 години е Да, разработена. апсолутно. И функционери држат приватни пошти. Апсолутно. И уместо нашата државна пошта да се окрупни во капацитет да може да одговори на таа потреба на пазарот, не, она дополнително се уништува, за едноставно да можат баш тие функционерски фирми. Меѓу другото, електродистрибуцијата неќе да ја приватизира, тоест да ја национализира политичката елита, кога син му на Заев има фирма за продавање на струја, жената на бившиот премиер Ковачевски исто Кумановец влезе во бизнисот со струја, Мицковски директно доаѓа од бизнисот со струја. Како очекувате луѓе што профитираат од тоа да донесат одлука за национализација? Така и со поштите, така и со сите работи, така и со приватните. Меѓу другото, многу луѓе забораваат дека Филипче имаше обид за приватизирање на брзата помош, например. Во екот на корона кризата. Колку е добро да имаш приватно, брзу, како ги викаш, брза помош, да. А немаш работа, што треба само да направиш за да имаш работа? Гениално е. Ама така, стварно е така, стварно е така.
Да, и приватна брза помош просто. Да. Save the planet. Save the bees. Денес иначе ден на планетата Земја. Да, добро. Честитки. Пошто ја спомнавме. Да, честитам ден на Земјата планета. Друже, амаре, Земја е била и е колку веќе обстојува 4 билиона години. Земја може без нас. Тоа е на Карлин, еве затоа што го спомнавме. Карлин вика, дали вика не сваќаат Од njega ли луѓето? беше? Од него е вика колку се претенциозни луѓето. Вика Земјата планета преживеала, вика дождови од метеори, преживеала магнетни шифтови. Не, Карлин вели, можеби, пошто не можела да произведе пластика Земјата планета сама по себе, ние сме тука за да создадеме пластика и да продолжи. Не, мислам, ова е нормално иронично, ама покажува кон едно јадро на проблемот, а тоа е моментот дека тоа е таа индивидуалистичка култура, за да се избегне одговорноста, ја делиме одговорноста на индивидуи и сега, например, ти имаш одговорност за планетата Земја, јас имам одговорност за планетата Земја, кога ќе идеме у кафич ќе пиеме од хартиени цевки кои се распаѓаат, ама у меѓувреме мултинационални компании за нафта изливаат нафта у океани. Кети Пери отиде во Вселената на 6 минути отиде. Колку јаглерод диоксид е испуштен во таа операција. Значи, тоа е фарса на капитализмот, дека планетата Земја треба да ја спасуваме сите индивидуално, дури тие што ја уништуваат, ја загадуваат, треба всушност да ја сносат одговорноста која е. Признај колку торби си имаш накупувано од. Ау, катастрофа, да, апсолутно. И секој пат кога одиш да пазариш, пак си без торба. Да, ако не дај Боже забориш, си купуваш платнена торба. Да. Да го заокружиме разговорот со смислата на животот. Еве една проста тема, смислата на животот може. Не една смисла. Да, една проста тема. Наредите 45 минути да си поразговараме. Не ми беше целта тоа. Целта ми беше да кажам колку слушав, односно прочитав критики зошто левица како левица официјално не упатила честитка по повод Великден. Јас сам ga видела Бога неколку пута. А ти веруваш ли у Бога? Вака, значи ние сме секуларна партија. Апсолутно. И сметаме дека сите религиозни чувства и религиозен контекст не можат да бидат дел од политиката. Зошто? Затоа што кога се дел од политиката, тие се инструментализираат. А религијата не смее да биде инструментализирана ние како што ги согледуваме работите. И јас ќе ја свртам работата на друг начин. Тоа што на граѓаните може би им смета што левица не честита Великден, не честита Божик, не честита Бајрам, просто не честита религиозни празници, треба да им биде дополнително причина за комфорт, затоа што ние со тоа сигнализираме нема да ја користиме религијата како инструмент за политички поени. Нема да објавуваме едно селфи од Великден и ајде среќни празници, еве јас гледаш ги споделувам твоите вредности. Не, ние просто укажуваме тие луѓе кои владеат со нас не ги делат истите вредности со нас. И тие пробуваат да го направат мост помеѓу таа дискрепанца, помеѓу тоа што се навистина нивни интереси и вредности и тоа што интереси и вредност на јавност и на обичниот народ, тука нема мост. И они пробуваат со некои такви општи идентитети да го направат тој мост. Знаете, еве, јас славам Великден како и вас. Дечко, ти си на власт да ни решаваш проблеми, а не да честиташ празник просто. Значи, тоа е некоја логика на левица и мислиме дека политичката елита се крие зад тие работи и тоа мислам дека им е јасно на сите, апсолутно. И затоа, јас пак ќе кажам, тоа треба да биде дополнителна причина за комфорт во политиките на левица, дека нема да играме на ниски страсти и да ја злоупотребуваме религијата. Единствено, пошто сте религиозни, условно кажано, е тоа што стимулацијата за просперитет и црквата, односно и другите вери ја гледаат низ генералната смисла за живот. Просперитетот го наблюдувате како и сите вери.
Значи, како го инструментализирате, тоа е веќе друго прашање, односно, начинот на кој што решивте да не го инструментализирате, може да биде допадлив, знаеш? Не само се за надевам. атеистите, Па апсолутно, не само за комунистите, апсолутно. не само за социјалистите. Инаку, чисто да кажам, значи, во нашата партија, стварно, мислам, луѓе има и атеисти, има и религиозни, има и, значи, тоа не е прашање кое Не воопшто го... оптеретувате други луѓе со тоа. Апсолутно, За да се создаваат сосема непотребни дискусии во коментари на социјалните мрежи. Апсолутно. Малку сме понекогаш за некои прашања простичка маса. Па, да, мислам, затоа што, повторно, затоа што играат на тие наши чувства. Кога се тоа работи проблем. чиј Бог е во прашање, тогаш ретко си го поставуваме и ретко си велиме самите на себе си дека не е битно да се крстимо или клањамо, битно е да љубав поклањамо. Апсолутно. Јас смо ти дали и љубав доволно данас. И чак и више него што е требало, значи, стварно, многу пријатен разговор, искрено. И ми беше, дури онака као едно од најдобрите гостувања, искрено. За мене лично, многу интересни разговори. Многу си млад, а многу си... А и што си убав, а и паметен. Благодарам многу. Толку, ја не знам, поднебие, таквовие чаирско, Изгледа, најверојатно. апсолутно. Супер, да не се видимо на ке се видимо, знаеш како вика Фукуманова, ај па ке се видимо на Великден, демек на наредан Великден, демек никад да не се видимо. Да дојдете пред избори, да ни кажете што имате како понуда за Куманово, да не забравите и да не зборимо за интелектуалну стимулацiju преко вашега лидера, мада и ви сте пар екселанс интелектуалци сви у Левицу, да не забравите, не да ни обеќате дека ќе имамо 2 улице повише направени, или па да ни кажувате приче дека ако ги дадете све е наше и ако ги дадете паре, тој су ваши паре од вас за вас. Не сакав Кумановци такви причи. Сакав нешто конкретно и можда малце претерасмо со теорију, али наредни пут ќе земемо лопате и кидамо ќе направиме вака што на терен, blue collar guys. апсолутно. Jer mi smo radnička klasa, ali ne stidimo se toga. Јас имам само еден коментар за крај за Кумановци, значи така се погоди сега дека од Левица во изборна единица 2 е чаирски пратеник, следните избори верувам дека ќе има многу повеќе пратеници во изборна единица 2 и генерално од Левица, а можеби и малце по-непосредно ќе се представуваат кумановските интереси во парламентот. Јас навистина пробувам да ја опфатам цела изборна единица 2 на најдобриот начин на кој што можам. Се надевам дека едноставно ја имам оправдано довербата на Кумановци, затоа што за парламентарни избори имавме стварно многу добар скок во однос на изборите на локалните избори. Покажува дека едноставно оваа идеја продира во Куманово и мислам дека е поднебје за оваа идеја. Затоа на Кумановци ќе им порачам, немојте да си го тргнете ареолот на тоа дека никогаш не сте избрале ВМРО-вска власт во овој град и тоа е добро, но да се свртиме кон тоа што навистина треба да се свртиме, а тоа е да не паѓаме веќе на фейк левичарски фори. Не се левичари, бизнисмени се луѓе, сватете го еднаш и СДСМ, и ЗНАМ, и сите тие работи. Ако сакаме автентична левичарска, асномска политика, како што некои проба да ја продадат, тогаш Левица е стварно неминовно единствениот избор. А понатаму ќе зборуваме се и конкретно и за локалната политика и ќе фрлиме некоја лопата. Само да не треба да сечемо ленту црвено. Не. У овој подкаст не. Не, никако. Не, може да су ни црвени јајца, може да су ни црвени други некои сценографија, али ленти, пенкало, тетратка, тефтер, апсолутно. мој плав, али тој нема везе, тој нешто сасим друго е на слику, нема везе, али супер, Амар, многу ти фала. Ти благодарам многу, се гледаме следен пат. Куманово не смее да биде пила сам ти кишу са рамена. И за тој подкастрување има пригодну програму.
Еве нешто од прошло епизоду и нешто што ќе се дешава на 7, 8, 9 и 10 мај. Имено фестивал Графити Фест. Добро вечер. Добро вечер. За Форму Куманово. Да. Представник е Горан Стојанов, од каде се битка? Куман, стандард. Генерација Локалот, 86. 86. Што сме близко Тој се. сме негде, да. Деца си- свеќа. Малце се постараме, Ама не сме. постаро изгледам. Ама Не, постаро изгледам. Тој сме негде, генерацијски, да. Кажи ми, 17 април беше берза на Плоче, Автичики и 12. Така ли? 12 да. април беше берза. Берза беше Плоче. 12 април Автичики има и Автичики Форма учествува. и Форма учествува с графит на, мислам дека беше тој градско ВЦ некој. Такој некако, ама успеаме да го малце разубавиме. ако Да нешто заличи повеќе. на нешто. Да, иначе ако не личиш. Чак што луѓе не знаеат све дека тоа е нешто ВЦ или некој таква, Па некој не пишува град, нигде. нигде не пишува. Да. А Не. наши знаев да читав. Не знам. Трудим се да читам. Кажи ми, како си задоволен од целиот ден? Искрено, од задњето што беше овој винил, топ. Значи, сака част на Бокет и на Курец, пошто стварно луѓе, ете виш, после 5 години успеава некако да мрдне в нешто од нулту тачку. Искрено, ми сме увек туја локал патриоти да поддржиме некој убав настан. И тако да, сума сумарум, супер искочи дружба и со Автичиња, и со графитче, и со све пора. Многу ми се свиѓа овие соработки кои ги правите сите заедно сега. Тоа е најчесто со различни екипи, не знам дали се увек исти екипи, ама нешто може да приметува, тоа е дека има гости од 7 до 77, што ми е прилично Да, интересно политики и забавник топ, држимо го тој. да, и многу го се проваѓам и некои семејни вредности ги гледам на Да, пошто еве, например, кога земеме малце историја на наш фестивал, увек има некои дечиња кои доваѓа, увек се дешава нешто со млади, увек се дешава нешто позитивно, така да изненадени сме од тој факт што буквално имаме од сваку генерација по некој представник кој сакајте да проба да цртне, да види, да научи, чак што више си ги мисли што постари луѓе, да кажеме, доваѓав и приметував дека тоа нешто не е више вандализам, дека е нешто повише од... има у тој нешто убаво. Да, има тоа нешто убаво. Помна наш фестивал. Што е тој? Кој е ваш Наш фестивал Графити Фест овој година 7 поред. Седми. 7, да. Браво. Почнуваме од 2017 е прв. Почна смо кој? Кој? сте? Младен Трендевски, ја Горан Стојанов, Девид Стоилковски и Дарко Трајковски. Почна сте прво како неформална група, Да, најверојатно. како неформална група, благодарение на, тој мора да потенцирам, на професора Југослава, пошто он беше такој некако иницијатор на целоетен тој нашу соработку да улегнеме во тој штос. С негову помош почнава прво фестивалче на Салу на Крстина браќа, па наредну годину на театар, Да. исто у склоп на школу, па после корона фати, не успеаме да направиме ништо, пошто не, реално гледано се беше затворено. И мислам дека ми бемо прв фестивал или прв некој такав јавен настан после корона, кога ги опуштива, да кажеме, тие некои мерки што имаше, и тој беше 2021, трети фестивал К4 паркинг, четврт фестивал Трговски Герила, пети фестивал беше Лесковачка, шести фестивал Биртек Стар, задни гаражи што ги Така е. правиме, и седми фестивал, и овој година ќе се потрудиме, а мислиме веќе некако
уклопимо концепт, овој година ќе биде 4 дана и ќе има баш добри извоѓачи. Многу сакам мегаломанија нешто у задње време. И ја право Да, сега за стендап 4 да. дена исто. Да, реално гледано, овој година првпат ќе ги представиме, мислим, не е првпат, они веќе имамо 2 мурала изработени у град, ама сега имамо баш онакои мурали изработени од другу страна тоест од други држави гости, кои што тој свет су, ајде да се изразимо татице веќе, онај. Значи, овој година е уствари, ако добро разбрав, прв интернационален. Не е прв интернационален, ама прв интернационален с мурали. Значи, овој година првпат ќе се Како е? запознаев луѓе с мурали. Што значи мурали? И баш су луѓе што ги цртат су баш популарни у тој свет. Реално Како е? гледано, да. И вие некако добро право време га фатисте за мурали. Некако мурали на глобално ниво би насва... Интересни, да, ама Интересни. овој каже да још увек каде нас е онакој, ајде да кажеме некако скептично од Касни страна. сваќање. Да, касно овој, али може да кажу дека има некој напредок пошто многу е тешко да го добиеме од зграда, например, каде што сакаме да цртаме. Да. Пошто рачуне свака зграда има 20 станара и тој со 27. А сви треба да се луѓе. договорив. Треба законски 51, ама треба сви. Да. Кажи ми добро, почнавте како неформална група, после колку Почнава време се како неформална формализирате? група од 2017, организирamo се 2021, мислам дека смо прво и едино здружение у Македонија со оваква делатност што има. Делатно се ликовни Ликовна уметност, да. Со тој делатност, мислам дека смо први и едини у Македонија и од тој реално гледано почнава луѓе да не саќав посериозно, пошто Институција дали почна се да ве сваќа посериозно? и да и не, зависи кад како. Борите ли се многу за Реално гледано финансија? да, за финансија е многу тешко пошто стварно е скупо. Да кажеме еден мурал е стварно скупо да се направи. Колку може би тоа да е скупо? Па добро се каде за се насмеју за нас обични смртници е скупа, али да кажеме околу 4 до 5000 евра кошта целата една изроба така од зависи од големина на зграда. Колку му е рок на траење на тој мурал? Па рок на траење има док трае фасада, значи добри 15-20 години. 5000 евра за фасада да има слику, многу ли е? Да, не е многу, али за нима е многу, например, Така кога е. отидеш да потражиш, али Кој у ве принципу подржува од институција? од институција, например, като упрашање фестивал, сакамо да се биде само наш и едино наш. Значи, добро. Независно. неќемо општина, неќемо такви некои работи. Искрено, имамо неколку фирме кои веќе уназад Ве 5-6 поддржуваат? години не поддржуев, веруев у нашу идеju и с нима веќе правимо онакој, имамо доста добро соработку. Като упрашање фестивал, а като со упрашање други некои проекти, реално гледано до секоја општина нема помогнато за 2, али тој па ипак не. Пробоно, не пробоно, проформа, да. Да, Да не кажам па ово е проформа треба, куманово. да, па ово е треба, па оно е треба, па не овој, па не онакој, али на крај ете. Јака борба од волју, Па да, од да, неформална да, група, да. имате формални, правите здружение. Што е најтази? Најтазе фестивал че сега од 7 до 10 мај ќе се одржува каде гимназију. 7, 8, 9 и да, 7, 8, 9 мај ќе се цртат мурали, а 10 мај као званично е настан. Тук имамо овој годину доваѓав од Германија, доваѓав Бугарија, Италија, Грчка, Балкан, Србија, Хрватска, Регионално, да. регионални сумитија и од Македонија наши, што се туе артисти и така да овој година негде мислам дека се околу 14 уметника и Придружна програма? придружна програма, Музички локални нешто. диџеи ќе има благодарение на професора Југославе од 2017 што Така е. не поддржува, се ќе има, он има тој сетно детство и с негов клуб ќе дојде да анимира дечиња, ќе има и за дечиња нешто, буквално за свите, ќе има штанчиња за те со пушти, алкохол, Да ги повторим сокче. датуми? 7 до 10 мај. 7, 8, 9, 10 10 мај. мај е главно од Локација? гимназија. Кој е гимназија смо свите. Да, каде гимназија. Фала ти, Батка. Ништо.